Добре дојдовте во процес. За луѓето со попреченост многу малку се зборува во текот на целата година. Тука сме да подсетиме дека освен месецот на Даунов синдром или денот на луѓето со попреченост 3 декември, остануваат уште 364 дена во годината кога треба да се зборува и работи на оваа проблематика. Но некој што постојано подсетува на тоа се и моите гости Александар Матовски Цатко и Ненад Марковиќ. Добро дојдовте. Добро дојдовме. Цако, многу си актуелен и популарен деновиве. Ти смета или ти годи тоа? Бидејќи ти си активен цела година, а сега пак сите те бараат, те викаат на емисии, во реклами. Јас се гордеам со тоа што ми викаат. Сакам да ми викаат се повеќе и повеќе. Да бидам на екраните на нашата јавност, за да видат дека и лицата со попреченост можат да зборат, дека нема страв од камера, бидејќи представуваат некои луѓе дека се плашат лицата од Даунов синдром од камера. Еве ја им велам дека не се плашам. Сакам камера. Браво. Ненад има своја фирма за градежништво и невладина организација. Има церебрална парализа, која не е толку многу изразена во движењето. Ненад, сакам да те прашам, ние сме на 3-тиот кат во оваа зграда, нема лифт. Како му е на едно лице кое што има тешка форма на церебрална парализа да се справува со тоа секој ден, да се качува во зграда каде што нема лифт, а повеќето стари згради во Скопје се така? Дури доколку се работи за лице со потежка форма на церебрална парализа, постои теоретска веројатност дека тоа ќе се качи. Но постои една група на луѓе со посебни потреби, кои се во количка, на кои што поголемиот дел од градот им е тотално недостапен. Ние се обидуваме, кои што работиме во градежниот сектор, да укажеме на проектантите кога во процесот на проектирање на зградите тие ки имаат оние, ги цртаат плановите, да го имаат и ова во предвид. Најпрактично би било, и јас апелирам... Но сепак и за лица кои што не се во количка е тешко по 3 пати на ден да се качуваат. Тешко е, вие забележавте дека јас дојдов задишан во ова студио. Представува физичка тешкотија, но и представува и ментална бариера кога вие ќе разберете дека околината во која што живеете не е френдли за вас. Не е прилагодена. Цако е познат на македонската јавност, Цако да го викаме, така? Да. Не Александар. Што стана прв студент со Даунов синдром, така барем јас знам. Исто така имаш издадено 2 збирки поезија. Ке ве попкам кај ова, веќе ја одобрувам акцијата дека и други студенти со посебни потреби се запишуваат во... Се запишуваат со Даунов синдром, дали има пред тебе некој? Колку што знам, нема. А заради тоа велам. Имаш кафеав појас во карате, 2 збирки поезија. Имаш своја радиоемисија на Радио МОВ која што оди секоја трета среда. Секоја припоследна среда во месецот. Предпоследна среда во месецот, која се вика Јас сум Цако. Секојдневно ги соборуваш бариерите и стереотипите во оваа наша држава. Како се справуваш со тие работи? Тешко ли ти? Не, забавно, лесно. Сакам да прекосам, бидејќи сметам дека овие лица заслужуваат да имаат место под сонцето, дека они треба да се истакнуваат што понапред, тоа подобро и за Македонија и за светот, а особено за нас како мала држава треба да се ги знаеме и овие лица. Треба да се ги знаат правата? Правата, врските, па дури и законите некои. Еве, например, јас цитам доста закони, си ги знам дел законите, за што ме засегаат мене, и ќе читам уште закони, се додека ми оди во полза на мене. Имав прилика да слушнам неколку така твои радиоемисии. Тука зборуваш за тие бариери, за различноста. Како изгледа една така твоја радиоемисија? Да си прво почнам да ја искажувам таа емисија. Се најавуваш? Нормално, како секој водител, да ја искажувам. Се пријавам во картијста форма, а потоа било на компјутер
и една до обработка, ако нешто технички сум мутнал или не знам кај е точка, кај е запика, кај е голема, кај е мала буква, тоа го приместам на лекторите и на тие што ми помагаат. Потоа викам гостим од различен калибар, како професори, струцници во нивни области за нови проекти. Јас сум во невладиниот сектор, ги викам и невладините организации што дават еден придонес. Моментално работам на еден проект. Тоа е самите лица да земат учество. Јас снимав на британскиот амбасадор Кекамо, Флорес Герет, која што ми е и именен девојка. Понатаму ќе те прашам и за неа. Добро, работиш некои други проекти? Да се поготвуваат овие проекти. Би сакал да пишам поезија за Јазум Цаков, да стане и во некоја збика. Ненад, имаш своја фирма. Како е да се бориш со стереотипите и во исто време да се води битка со бирократската процедура? Што е она што ви смета? Бирократската процедура е нешто што не прави еднакво со другите. Има ли некои потешкоти плюс за вас? Имате ли некакви предности? Се разбира, има и потешкоти, има и големи предности. Тука мораме да бидеме искрени. Постои закон за вработување на инвалидни лица, кој јас би бил многу среќен кога би бил уште популарен, кога луѓето со посебни потреби би го користеле повеќе, за да не бидат предмет на пасивно вработување од страна на луѓе кои што немаат посебни потреби и кои што уживаат одредени бенефити. Има и разни злоупотреби со фирми, тоа е веќе позната проблематика. Има, јас можам да единствено нешто што можам вака позитивно да го изнесам е дека се намалуваат тие, бидејќи се зголемени инспекциите и контролите во тој поглед. Значи се сменети некои работи во меѓувреме? За нијанса, има зголемен број на контроли и тоа можам да го поздравам, но апелирам до луѓето со посебни потреби да сами се обидат да се самовработат, да ги искористат програмите кои што се нудат. Сликата не е така црна, доколку добро се искористи законот за вработување на инвалидни лица и посебниот фонд кој што функционира во рамките на тој закон, а е во надлежност на Агенцијата за вработување. Вие го искористивте тоа, Да. искористивте таа можност. Неколку пати аплицирав и добив средства, за што сум благодарен на Република Македонија, бидејќи е модел да се слушат стереотипите на еден поинаков начин. Тако е активен медиумски и низ неговото образование. Сметам дека со моето битисување на местото управител на фирма, уривам уште еден стереотип дека лице со посебни потреби може да биде само вработен во картонажа или фабрика за изработка на пластика. Мобилноста е голем проблем во нашиот град, бидејќи сме главен град, имаме проблем со движење. Самата појава инвалид во возило кој што само го управува е еден вид на рушење на бариери. Тука сум исто горд на себе си. Го почитуваат ли граѓаните тоа правило, да ослободат паркинг, да не ви го фатат паркинг местото? Има ли паркинг места во градот? Вака. Јас можам да кажам дека Мислам на доволно паркинг. Дека комплексот на тешко решливи прашања е голем во Република Македонија. Но прашањето со паркингот е многу полесно решливо од било кое друго прашање за луѓето со хендикеп, затоа што не бара големи инвестиции, туку бара промена на свеста и бара почитување на елементарно право на човек кој што не може да се движи баш секаде, да му се остапи она место каде што тој може да го зафати и полесно може да се движи. Се случува ли доаѓате на паркинг и некое друго возило го зафатило местото? Секој дневно добивам желба да не паркирам на местото за инвалиди, бидејќи тоа по правило ми е блокирано и тоа по правило од човек кој што нема никаков хендикеп, но има скапо возило. И тука се јавуваат разни конфликти. Јас им укажувам дека кога би можело, јас бив се менувал со него. Тој да биде инвалид на место мене, а ја слободно нека го користи паркинг местото. Но тоа не може, за жал.
Цако, ти си среќен млад човек, колку што гледам си многу релаксиран, опуштен, имаш семејство кое те поддржува од секогаш и ти даваш се од себе. Ја спомна Флоренс. Да. Флоренс ти е девојка, Гере, она е англичанка. Како ја доживуваш таа врска? Ти велиш дека те маѓепсува секој ден. Да, токму така, ме гипсо. Кога ќе ја видам, јас треперам во среќа, значи, како нешто да ми се солуѓува во стомакот, едноставно. Значи, заљубен си. Заљубен до уши, може да се рече. А што ќе биде кога Флоренс ќе си замине од Македонија? Ке го... Дипломатскиот кор. Ке си го походувам патот и борбата. Така. И ке ги скрутам сите стереотипи што е можно и тука јас би сакал вие како господин да учествувате и во мојата емисија. Ви благодарам на поканата. Ете. Склучивме едно пријателство и една емисија која што сигурно со задоволство ќе ја слушаат сите. Што пишуваш во твојата поезија? Што те окупира најмногу? Се. Но во последно време се повеќе одам на политички теми, значи ги набирам политичките теми, но тие... Сакаш така да ги пецкаш политичарите малку? Да, малку узивам во печкане на тоа, јас сум во културата, а сите што се во демократски услови, политите треба да им прекосат на властите. А и во неваден сектор, така да треба целосно да ги печкам. Може ли една строфа да слушнеме од тебе? Ајде, ова што ќе ја кажам е во ческа деноми што е починат. Со небото. Секој вечер би те чувал. И во моето што срце ќе биде само ти. Тоа. Ви благодарам. Би смениле ли нешто? Да. Што би смениле во оваа наша држава? Јас би алудирал да... Тука се стереотипите, тука се бариерите. Стигмата. Стигмата и бариерите се предмет кој што може да се смени, само со... Тоа оди потешко кај луѓето. Оди потешко, тоа е процес. Законите се менуваат побрзо отколку менталниот склоп на луѓето. Токму така. И затоа е потребно сите ние како корпус на засегнати страни во оваа приказна, мораме да влијаеме на менување на стигмите и да биде еден процес кој што ќе тече. Тако рече дека прекоси на власта, јас би рекол вклучување на инвалидните лица во сите можни партии, без разлика дали се позиција или опозиција. Политичкото вклучување наше значи и наше излегување на виделина. Мора да не видат на сите страни, во сите политички партии. Вие сте член на некоја партија? Сум, да. Добро, нема да кажуваме на која, не е ни важно. Не е ни важно, битно е, луѓето може да се определат за која сакаат партија идеолошки. Но ако се со хендикеп, ја имаат онаа должност да во рамките на своите партии го направат својот максимум да ние бидеме видливи, да се размислува во креирањето на политиките на партиите, дека ние постоиме. Да ги вметнат некои клаузи. На крајот на криштата постои една себична математика, дека инвалидот носи 4 пати повеќе гласови од обичниот човек. Така што политичките партии и како може да имаат интерес од нас. Има еден правилник пред некоја година донесен, дека 5% од администрацијата, јавната администрација треба да бидат луѓе со опреченост. Се применува ли тој правилник? Прво да кажам дека сум многу среќен што се изгласа тој правилник. Меѓутоа би бил уште посреќен кога тој правилник би се почитувал доследно во праксата. Јас знам дека владата се соочува со големи проблеми да најде соодветен кадар за тие 5%, но тој процес не смее да запре. Тој мора да се имплементира ако е донесен, ако се кажува во јавноста дека е потребно и дека е донесен таков правилник, тогаш јас апелирам тој да се почитува, да им се даде шанса на ваквите млади луѓе кои што пркосат на својата судбина да го најдат местото под сонцето. На животот. И на животот. Вработувањето е основен предуслов за тотална социјална интеграција, бидејќи нуди независност. Независноста е голем проблем кај нас. Цако учеше во класично образование, Да, така? во редовно. Во редовно, да.
Проблемот со дефектолозите е познат. Како ти се соучуваше, твоите ти помага, имаш брат, имаш сестра, плаќа твоите дефектолог или немаше потреба од такво нешто? Значи, кај мене беше единствен проблем, што јас не можев да говорам, али тука по поддршката на мојата фамилија, па приватно ние одвојувавме средства за педагог, кој што ќе работи со мене и сум бил по тестове за да говорам најнормално. Колко што се сеќавам, во основно има се деветолог, да, ама не деветолог како работен деветолог, него деветолог од Институтот за деветологија како студент. Како да пример на пракса што одел, така и тој деветолог оди на пракса и преку мене одлучи, значи. Тоа ја гледам. Тоа не е тоа. Тоа не е тоа, мислам, стварно. Ако учиш во мене, ти ако немаш искуство, дали ќе ме насочиш правилно? Бидејќи во Димо Каџидимов во 1998 е постигнат инклузија, тоа е процес за лицата со посебни потреби во образовниот систем. И му можеше некои услови да се постигнат. Да се има психолог, педагог, деветолог. Кај овие два ода успешно, додека кај деветологот беа се студенти кои што работат, има ваѓа увосхет час, ја тога ги влезев сите буквално, затоа што ја сакам да одедам на стаж, а по одмори да ми е ваден слободно и така да почнам. Преку одмори да одам. Бидејќи ја им кажав, се вака ќе прајме. Значи ја го водев главниот збор да речем. Браво. Различноста носи своја убавина. Како гледаш на сексуалноста? Дали се доволно едуцирани младите со попречено? Знам дека ти е позната оваа проблематика и знам дека сакаш да кажеш за ова. Да. Значи, и во мирност е страшно, бидејќи не се информирани луѓето, ама со кампани, со правење на реклами, не на пар телевизии. На сите телевизии треба да оди таа реклама, за да се внесе во ушите на гењаните, за да се ваѓа дека сексуалноста е исто битна работа како што и политиката, како што и партијата, така и сексуалноста. И тој што е во партија, и тој ќе сака сексуалност. Значи, ако си лице со инвалидитет, помали се можности. Значи, помалку те прецепира дека ти си нешто различен од нив и ти не може да има сексуални врски, не може да бие сексуално битие, тоа е небулоза. Страшно е, бидејќи секој човек е сексуално битие. Тука час не одржа на сите по сексуалност. И двајцата сте активни и успешни. За вас живот е борба со системот, со образованието, со здравството, со социјалната заштита, со стереотипите, со можностите за вработување, со се. Кога сега спроти вас би седеле, да кажеме, министерот, еве сега е министерка за труд и социјална политика или премиерот, што би го прашале или на што би му кажале прво да направат? Ајде, поведете. Ова малку табу е, па секој сака да препали другиот да почне прв. Некој мора да каже. Се шегувам. Далеко сме од едно кралство Холандија и не треба да се тежне кон такви совршени форми, но владата во своите раце има големи ингеренции да го, ако не може да го реши во комплет проблемот, тогаш да го ублажи, да го амортизира секојдневното живење. Ние со нашето станување изутрина имаме сериозни проблеми. За тоа да се случи, тие треба сериозно да ги слушаат поплаките на луѓето со хендикеп, да направат повеќе од декларативното и да имаат во вид дека
1% акција од луѓето без посебни потреби им значи многу на оние луѓе кои имаат посебни потреби. Значи тоа не мора не сме да се преувеличува како нерешлив горчлив проблем, туку треба да им се прикаже дека низ решавањето на оваа тематика ние стануваме европјани. Процесот на европеизација не е само хартијата и именување на законите. Да. Туку низ прашањето на хендикеп е горчлив тест дали сте вие подготвени да бидете современо општество, современ граѓанин, современ политичар. Современа земја, која што ќе ја прифатат во големото семејство. Цако. Бидејќи јас умилите со посебни потреби, ама сепак сум малку поразличен од нив, тоа да се јас во средина, не сум ни жена, не сум ни риба. И тоа да се јас не да мислам на вработување, ја би го прашал министерот што со овие лица кои што не можат да се вработат, а е потребно и тие да се вработат. Зарем ќе ги оставиме однага да постојат и сами да се борат за своите позиции. Еве, например, јас не сум се задоволен, ама што станува за другите кои што се како мене. Така е. Што е со тие што седат дома? Да, што седат дома, а што не седни ваму, а не седни таму. Мораме да најдеме начин да ги изнесеме луѓето на улици. Ние се наоѓаме во едно гето на 21 век, повеќето од нас. Тоа гето нема бодликава жица, нема стражари, но има скали и ѕидови и еден телевизор во најдобар можен случај или интернет. Значи, гетото на 21 век значи стигматизација и затвореност во себе, во својата куќа, во својот дом, а за семејството тоа значи срам. Срамот е гетото на 21 век. Мислам дека владата и оние кои донесуваат одлуките имаат една прекрасна можност да онаму каде што одат во потреби политички состаноци да се обидат барем малку да го донесат концептот на современата Европа, а тоа е инвалидите да бидат вклучени во секојдневен живот, а да не бидат пасивни пациенти. Ние сме во моментот пасивни пациенти, а концептот на граѓанското општество значи дека секој граѓанин има пристап кон достоинствен живот низ еднаквост. Цако, имаш нова реклама. Што сакаш да кажеш преку неа? Сакам да кажам дека луѓето треба да ги тргнат бариерите, дека треба да се види дека и тие се луѓе, ако се различни, да не се повлачиме од различностите, бидејќи во една современа држава, како што е Кралството Холандија, не се срамат, него се гордеат, па зашто и Македонија да не се гордее со овие лица. Како колегата, како јас, така и останатите. Зашто да се повлачиме од тоа? Зашто да ги созадуваме, не ми е јасно. Јас би додал еден друг екстремен пример. Кога се дискутира во јавноста, најчесто се дискутираат најубавите примери од скандинавските земји од Холандија. Јас би дал еден друг екстремен пример. Например, во Израел, луѓе со тежок инвалидитет можат, доколку сакаат, не се обврзани, да служат војска. Дори имаме примери на девојки со попречен вид кои што се офицери во израелската армија. Која е мојата поента? Онаму каде што има можност, не мора по правила се стави човек без хендикеп. Тој може да служи на многу повеќе позиции, но постојат многу позиции во општеството каде што може должноста да ја обавува лице со хендикеп, а така се добива уште еден човек плюс за некои позиции надвор. Значи, постојат многу работни места во оваа држава каде што можат луѓето со хендикеп достоинствено да си заработат независноста. Да, јас се надевам дека ова е една добра порака до владата, било која влада да е. Било која влада. Дека не треба на овие луѓе да се сеќаваат само на Нова година, кога се делат пакетчиња на децата, или пак на денот на
не знам, месецот Вие- на Даунов синдром или Вие денот кажавте на 3 декември единствен ден во годината кога се сеќават за нас. Јас би додал, ако е изборна година, тогаш имаме 2 дена кога се сеќават за нас. Да, точно е. За да немат поени, нели? Било која влада. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Ви благодарам.